Извинете, малку сум затнат, али не у гъзот и тоа е добро што е така. Оти да беше обратно, веројатно немаше да бидеме на иста фреквенција. Сакам да кажам зашто ние не сме луѓе, ние сме стока. Втор дел. Оној првиот го слушкате. Сега втор дел има зашто не сме луѓе, зашто ние сме стока. Значи, колку од вас дознаа за трагично загинатиот научник наш од Свети Николе во Нови Сад? Колку од нас дознаа дека научник дури од како човекот загина на таков бизарен начин? Ајде да си признаеме вака реално. 99,9% дознавме дека човекот бил научник. И тоа замислете, не е обичен научник. Некој тамо шо појма неам, шо ајде да не мисла дека ги деградирам овие од другиве науки. Аеронаутичар, космонаутско инженерство, работел у Германија. Па тука нормално никој не го ебал, си отишол го викнале у Нови Сад таму, кај што му возможеле нели да напредува. Воена академија заврши. Кој од нас го знаеше тоа претходно? Реално да си кажеме какви сме. Сега джабе бе, многу е патетично, затоа велам ние не сме луѓе, ние сме стока. Шо уопште пишувате сега за човекот? Сме го испуштиле, сме го пропуштиле, 2 пати сме го убиле, 2 пати сме го загубиле, трт, мрт, пичка или смрт. Готово. Ден-два сега на Фейсбук ќе лапрдаме, каков научник, леле, како го испуштивме, црни ние, мораше да замине, па да се вози во воз, научникот, тој ранг, шо работел и у странство и у Германија, и сега вамо го викале, шо немал свој, шо викаат шофер, кола, па да го однесе, да го донесе, дремел тамо кутриот со 300, можеби, нови идеи за иновации у глава, потоа тремот на таа железничката да му се срушат 100 тона. Он малце имал товар у главата, што бил паметен и начинен, уше 100 тона падна армиран бетон врз него или шо тамо. Готово, 2 дена на Фейсбук, ау, и после тоа попапала маца, те покрил правот на заборавот. Никој више нема да му текне од вас на него, само после неколку дена. Фамилијата негова нормално ќе си го памти подолго, нели, као што знаеме од некои негови блиски бил. Добар човек бил, добар научник бил. Страшно дружелюбив, забавен и така натаму. Чабе. Еве ви уште еден пример, тазе од вчера. Инаку на фамилијата негова искрено сочувство и длабоко ви се извинувам што за вашиот син, татко, сопруг, брат, сват, зет и не знам уште што да кажам. За жал, дознавме кој бил шо бил по неговата трагична смрт. Ние сме за жалење, не тој. Еве ви уште еден пример, тазе свеж од вчера. Почина Оливера Николова. Колку да прашам од вашите деца, а сите имаме деца, значи тука не ги двојам нешто моите, колку од вашите деца да ги прашам сега, што напишала вака, да не им кажам ништо друго, да ги прашам, ајде еве, нека имаат 16, 17, 18, 19 години нека имаат. 20, не знам, моја генерација веројатно би го знаела прашањето, повеќе проценти од моја генерација и постари или малце помлади би го знаеле одговорот на прашањето. Колку од овие сега што се ваши деца, тинеџери, помали и малце постари, еве и на факултет нека се академски граѓани, што стануваат доктори на науки на 20 година, на 23 години уште грзот не знае да си го избричам, виш има доктор на науки титула, син е доктор на науки. Тој вода у очи него.
не знае уште лево и десно кај, пошто не бил градинка, тоа се учи лево, десно, да немаш проблеми во животот ваму таму. Војска више тоа е виша математика. Војска никој не отишол. Па порано знаат овие постариот дека не одиш војска, немаш да се ожениш и т.н. и т.н. и т.н. Колку од вашите сега деца, тинеџери, што се да ги прашам, деше, анкета да направам, деца, која е Оливера Николова? Појма нема да има. Појма. Една од најголемите, најмоćните столбови на македонската литература. Жената која што го напиша Зоки Поки, до ден денес останало во нашиот колоквиален, не знам како да го наречам, малски, не знам каков говор да го наречам. Секојдневен говор останало. За некој кој ќе сакаш да кажеш дека е не начита, не образован, кажеш абе, он само Зоки Поки има прочитано у прво оделение. Или абе, тој 2 страници од Зоки Поки нема прочитано, па не нешто друго. Мислам, тоа се однесено и веш имаат по 100, 200, 500 милиони долари. Овако. Обично повеќето од нив ни Зоки Поки ја немаат прочитано. Нив ги знаете. Ги знаете овие инфлуенсеркеве со 2/3 што им е празна главата, што рекламираат тави, лонци, тенџериња, шминки, патувања у Дубај, Мубај, у тие курварници тамо, кај што кој ќе ги праша што работиш тамо, работам хостеса у хотел, работам у аеродром, чекирам карти, тоа све курвера е работа. Само тоа никој не го кажува. Што нели треба да се вратиш од Дубај тука да оставиш утисак на дама, инфлуенсерка пуна пари, која што го прошетала светот, како ги добила не е битно. Тие ги знаете. Оливера Николова не ја знаете. И знаете уште филјан други џукели што ради некоја идиотштина или ради нешто идиотско, петпарачко, шаблонско, кажи го, таблоидно, што прават по ова мреживе. Вклучувајќи ми мене на некој начин. Со тоа што ја некојаш нешто коментирам и онака поддубоко, и ќе ви го најавам тоа претходно, пред да го коментирам, викам, се ова малце нема да ви биде толку интересно, например, кога зборам за глобалнава политика, за така натаму, но јас сепак ќе окажам затоа што чувствувам потреба дека понекогаш, како јавна личност, дека понекогаш треба да бидеш, ако не секогаш општествено ангажиран, и дека тоа е одговорност и проклетство и задача што си ја наметнуваат вака поедини луѓе како мене, да лапрдаат на разни теми, дури понекогаш и непријатни за слушање, како што е оваа денешнава. Значи, ја не излегувам на пред камера да збам, погледнете го, ова нова тава, тефлон, ништо не се лепи, јајцата кои ги пржите тука едноставно лепдат, левитираат на тава, дури воопшто не се ни на тефлонов легнати, или она како се викаат на еафрај, како ги викаат тие глупости. Еафрај, ставате тука, пржите без зејтин, после сте здрави, вашата крв нема холестерол, ке живеете со орлите 200 години, со желките 250 години. А ако до крајот на животот ова ќе го употребувате, ќе немате гајле, можеби ќе достигнете и старост на желка од Галапагос. Значи, само за толку и толку денари можете да ја набавите. Јас еве како што гледате пржам јајца, пржам компери, правам ова, вегански работи, обавезно веган за да живееш 500 години. Да си вечен, онака, пошто нели месо, ние ова, она, не треба да јадеме месо тоа, овие у камено време што јаделе. Добро, нема везе, се не сакам да ги речкам веганиве, тоа си е нивна, значи тоа си е нивна одлука, начин на живот, апсолутно почитувам. Ја не можам јебика да живеам на зрна и на вака и на ова да колвам као кук, као кажи го, као канаринец или не знам тамо само да пасам на зелениш.
Добро, нема врска, некам тука стварно мислам, тоа си е избор, дај Боже да можам ќе бидам дупло послаб од сега, не можам, сакам месо, јеби. Таков сум, што го заријам зубино на месо, прската, полукрвав бифтек, тија, кај бе, ама печен црна, не, полукрвав, шиба, тоа крв од страна. Бе, Дракула, гроф, Дракула. И после тоа, кој ќе се пријадам, правам сракула, нема везе. Што сега да кажам? Се вратам на тимава. Ќе отидам сум, комплетно. Тоа е најголемата трагедија. Се лепиме за џукели, нашите репери животни се џукели, идиоти, курави, најтешки. Тие на нашите деци им се пример. Ете така тогаш што беше халабуката за таа Карлеуша. Па еден тамо, дури еден новинар, тамо некој подкаст што прави, па дури нешто ја фалеше, па нешто му одговорив, демек наступ, не знам, лудило. Ја фалеше Джо Едит Пјаф била. А неаква го споделал слух, ја здржале заклучена доле у подрум. Она треба репер да ни биде. Ама го земала македонското знаме, голем кур. А реперов шо пуни стадиони или сали или ова или она, нашиве деца. Ама Васе, од Свети Николе научникот, што заврши затрпан од 100 тони армиран бетон, никој за него не чу. До неговата смрт. Пошто ние имаме други примери, имаме у кого да взимаме примери, нели? Ама вакви као него, малце потешко. Васе мислам дека се викаше, простете ако му го сгрешив името. Гледате, до толку кој ги знаеме научнициве наши. Аеронаутичар, космонаутско инженерство. Да полудиш, наместо да го... Ајде да немам го... Дали знаете вие дека таков човек со таква амбиција, талент, да беше роден во Америка, сега ќе работеше во НАСА? Едо толку. Дали знаете дека имаме македонка која што работи во НАСА? Знае некој у Македонија? Еве, ја ви го кажувам тоа. Знаете дека има македонка, цура, 32 половина на 30 години е, која работи во НАСА. Не работи службеничка, не работи на рецепција доле да прима позиви. Работи по струка. Нешто, не знам точно, сега заборев. Значи, као научник е примена таму. Дали знаете дека на моја пријателка, синот, предава на Кембридж, но тогаш во време на Груевски, мислам дека беше државата сепак го испоштуе, му плати некоја стипендија, за он заврши на Кембридж, иначе тамо дипломираше, тогаш му излезе државата у пресред, он сега предава. Па право сега не знам дали е баш на Кембридж сега дали предава или на... Извинете ако грешам, но на Кембридж дипломираше 100%. Не знам точно шо како беше, но мислам квантна физика или нешто така. Мајка му, извини Сашка, што точно не ги знам овие информации, ја знам добро мајка му, но ќе ми простиш. И кога, например, вие вака, јас знам, сум кажал, кога македонската јавност ќе ги дознае? Тие луѓе треба да се викнат од таму. И Малиов, и ова на НАСА, и сите тие кои што само, и треба државата да ги одликува, да им даде признание, да им даде стан тука, да им даде привилегии тука, државата да им подари. За никогаш да не ја забораат. И да не кажувам други ситници, еве сега конкретно на малиот на Сашка ми текна шо дипломираше на Кембридж. Се уште и како професор со какви некои работи се соочува. Не ќе да зборам, немам дозвола од Сашка да кажам за тие работи, поврзани со... Не е битно.
Тоа ви е. Човекот се цени, се поштуе додека е жив, особено ако се издвојува над средината, ако одскокнува. Не со курварлук, не со лоповлук, не со глупоштија, со глупоќа, не со простаклук, не со продајање тави, тенџериња, шминки и други глупости, парфеми на социјалниве мрежи, на тоа каталогот за курве рај, што е наречен Инстаграм, туку затоа што е ерудит, затоа што има енциклопедиско знаење, затоа што завршил факултети од области кои што не може секој да ги заврши. Рецимо као аеронавтика и космонаутско инженерство. Кој курпа се, ја викам, Васе, за кој мој го заврши тоа бе? Абе, ние едрилици неаме, а не па вселенска програма, него ајде, лесна ти земја, човек. Свака ти част и ушеднаш, длабоко ти се извинувам во име на целата држава, што не те познававме. Зашто ние имаме други херои што треба да ги познаваме. И нашите деца имаат други херои што треба да ги познаваат. Кои што во суштина се најобична згура. Но вредностите на ово општество се такви, светогледите се такви, воспитувањето е такво, образованието е такво, да на тие луѓе им се дава карт бланш да поминат како ни сиглени уши, да досегнат одреден статус високо општеството, ѓоа и да им го земат местото на оние кои што стварно го заслужуваат. Тоа е трагедија.